проблем ова лето беа депониите во Струга, порано беа депониите во Тетово, Гостивар е веројатно континуирано проблем, депонијата во Струмица, во Штип, во Куманово, во Битола, во Прилеп, во Охрид, насекаде се проблематични. Зошто? Заради тоа што сите депонии во Македонија се диви депонии. Никој не ги исполнува стандардите како што се пропишени со законот за цврст отпад. Од тука историјата ни покажа дека решавањето преку регионите статистички кои што постојат во државата, тоа се вкупно 8, заради изградба на регионални депонии, не дадоа никаде резултат. Југоисточниот плански регион и северозападниот плански регион паралелно водеа постапка за избор на приватен инвеститор или концесионер за решавање на депониите. Во самата постапка, советите на секоја од општините во еден регион носат неколку пати одлука. Ако се случи да во регионот има 12 општини, тоа значи дека 12 совети на 12 општини морат да донесат меѓу 3 и 5 одлуки во процесот на пронаоѓање на концесионер. Ако се случи во таквите постапки, еден советник од било која од 12 општини да не се согласи од делот на мнозинството и да нема мнозинство, тогаш паѓа одлуката на потенцијален концесионер кој што може да изгради депонија за цврст отпад за потребите на тие потенцијални 12 општини. Заради тоа, со ЗЕЛС во присуство на градоначалниците, и јас, и министерот за екологија, и министерот за локална самоуправа, отворивме иницијатива за која што добивме согласност од нив, како градоначалници, да отпочнеме постапка за промена на неколку закони. Тоа е законот за локална самоуправа, кој што е двотретински закон, законот за цврст отпад, законот за комунални дејности и законот за јавни предпријатија, за да може дејноста собирање на смет, односно депонирање на сметот, го пренесеме на централно ниво. Да државата ја преземе обврската со решавањето на депониите на територијата на Република Македонија. Општините остануваат надлежни за собирањето и за транспортирањето на сметот. Веруваме дека при една ваква взаемна согласност, за која што досега не сме добиле ниту негативен коментар, ниту од еден градоначалник, заради тоа што сите сакат да се реши ова прашање, имаме можност да како држава здружена лесно наоѓаме партнери, концесионери, инвеститори, јавно-приватни партнерства или слични, за да ги решиме сите депонии во Република Македонија, а при тоа технологиите кои што досега се нудат, заради тоа што потенцијалните инвеститори остваруваат приход од секундарна употреба на дел од отпадот, железо, хартија, стакло и пластика или слично, произведуваат од органскиот отпад метан, природен газ, и сето тоа ги покрива нивните трошоци на работење и враќање на инвестицијата, ќе се обидеме да без дополнително платат граѓаните за депонирање на тој смет, односно без дополнително да ги оптовариме граѓаните за депонирањето на сметот, да обезбедиме инвеститори кои што ќе изградат модерни депонии, дали ќе бидат палиониците, кои што апсолутно се еколошки затворени, дали ќе бидат традиционалните селектори кои што ја селектират претходно целата отпадна содржина, а после тоа создаваат и компост кој што се користи во земјоделството, или со она што значи затварање на депониите и излекување на природниот газ заради производство на енергија. За нас е важно да кога комуналното предпријатие во Гостивар, во Струмица, во Скопје, во Струга, во Штип или било каде, го депонира сметот во депонијата, да не плати за тоа. Тоа ни е важно. Тие ако мора да платат, ќе стават на сметките на граѓаните. Од тука, убеден сум дека преку надлежноста нова, ако секако собранието се согласи преку ваквите закони, Министерството за екологија и владата на Република Македонија со помош на Министерството за локална самоуправа ќе навлезе уште во вториот квартал на 2018 година во решавање на проблемот со депониите во Република Македонија. Ова е горливо прашање и еден од приоритетите на владата за негово решавање, како што се и прочистителните станици за фекални води, како што се и канализациите, кои што само 17% ги има во населените места во Република Македонија.